Почитувани мои, 30 на години ја крстара етничка Македонија. Етничка Македонија има околу 5000 села, од кои 1984 села во Република Македонија, околу 2000 села во Егејскиот дел на Македонија, околу 700 села во Пиринскиот дел на Македонија и околу 300 села по големиот дел во Република Србија, поточно речено села распослани во областа Гора и во Република Албанија, поточно речено во албанскиот дел на Мала Преспа, селата околу градот Горица, во Албанија, познат како Корча и областа Голо Брдо. Во изминативе децении речиси влегов во сите села во Република Македонија, 20 села во Пиринска Македонија и 10 села во Егејскиот дел на Македонија, 10 села во албанскиот дел на Мала Преспа, неколку села распослани околу градот Горица, неколку села во областа Гора во Република Србија, за кои имам направено 1700 документарни записи. Почитувани мои, во изминативе 3 децении моите соселани ми раскажаа многу приказни за историчкото битисување на нивните родни места, ми раскажаа за старите адети, обичаи, за Божик, за Василица, за Водици, за Прочка, за Великден, за Ѓурѓовден, за Спасовден, за Довден, за Петровден, за Илинден, за голема и мала Богоројца, за Бајрам, за Рамазан, за грожење брањето, за есенското и пролетно засејување на нивите ораници, за жетвите, вршидбите, за застрижувањето на овците, за вјаремувањето на младите што туку стасани орат и волови, за неоратните кравчиња, јунички, јунчиња, за кравчината јунички и провостелни, за стадата овци и кози, за јарците, за прачовите, за огните угичи, за што туку стасаните млади овчарчиња, за пролетното и есенското заорување и засејување на нивите, за пролетната, за летните и зимски слави, за што туку стасаните бејќари и момички, за арскерлакот на младите момчиња, за што туку армасаните моми и бејќари, за мажачките и женитбите, за свадбите, венчавките и крештевките, како во селските соборни цркви, така и во џамиите. Ми раскажаа многу приказни и вурез и вукрс за се она што било, а Бога ми за се она што не било и за се она што ќе биде. Почитувани мои, ризницата на културното наследство на Република Македонија е создавана во текот на различни историски епохи. Македонија поседува околу 7000 недвижни споменици, од кои 4293 се археолошки наоѓалишта, 220 објекти од рурална и 379 од урбана архитектура, 47 кули, бедеми и мостови, 1000 споменици и спомен обележја. Музејските и галериските збирки содржат над 500.000 поставки, археолошки и етнолошки предмети, предмети од историско значење, како и предмети од применетата уметност. Македонија поседува 1984 цркви и 400 манастири, со над 1.500.000 квадратни километри фреско сликарство, над 220.000 икони и 1984 иконостаси, балдахини и владички престоли, изведени во резба 228 објекти од османалиската архитектура, џамии, амами, анови, кои ги одразуваат плодните творички идеи на ова поднебје, изразувано преку поединечни техники на творење, како живопишување, разбарање, иконопишување, градителствување или пак на некој друг вид на креирање.
Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Може би македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени. Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција, значи старите слави, прослави и така натаму. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани, светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Традицијата е нашата лична карта која што не одвојува од толпата и не прави уникатни и единствени, меѓутоа и дел од нешто многу поголемо, од долго вековна нација. Покрај тоа, нашите предци имале една колекција од мудрости која колекција била чувана со векови наназад и целиот нивни живот и ја чувале со целокупната своја љубов и целокупното свое битие. Народното творештво и колекцијата на мудрости се големо богатство и не било лесно да се зачуваат низ вековите наназад. Нашите луѓе ги негувале сите овие традиции како своите родени деца. Почитувани мои, така народно да се изразам копајќи низ архивите како во Македонија, така и во архивите на земјите од Балканскиот полуостров, за верата, односно религијата, а воедно гледајќи го гостувањето на бардот на југословенското глумиште Стево Жигон, која по старата генерација го памети по ликот на гестаповецот Кригер, кој брилијантно го одигра во култната серија од Пишаните и враќањето на Пишаните во емисијата Стапица на телевизија Брајќа Карич во 2002 година на тема дали верата, односно религијата, е наука или не, каде што Жигон вели дека верата, односно религијата, не може да биде наука, затоа што суштината на науката е сомнежот, а верата, односно религијата, од човекот бара тој да верува на искажаниот збор од страна на свештеникот, без разлика дали е тоа будистички, христијански, инду свештеник или мухамедански, и долгогодишното мое проучување на филозофското дело Капиталот на Карл Маркс, посебно делот за верата, односно религијата, причините за незиното појавување, незиното прифаќање од страна на човекот, незиното влијание врз него и незиното присуство во сите општествено-економски формации и повеќе децениското истражување во оваа област на еден од најпознатите антрополози и историчари,
во современиево, не само во македонскиве, балканскиве, туку и во европскиве современи размери, професорот Драгослав Миновски не наведе да направиме документарен запис, малку видоизменет од стандардниот, посветен на верата, односно на духовниот живот на македонскиот народ, со работен наслов Христијанството и мухамеданството во Македонија, и тоа во две продолженија, првото со работен наслов Православната екумена во Македонија и второто со работен наслов Мухамеданството во Македонија. Почитувани мои, пред да ви ги пренесеме сознанијата, како мои, така и на професорот Драгослав Миновски, посветени на верата, односно на духовниот живот на македонскиот народ, во првото продолжение на документарнава репортажа со работен наслов Православната екумена во Македонија, копајќи во архивите широко на Балканскиот полуостров во изминативе децении, предлагаме да ве запознаеме со духовно-религискиот живот на македонскиот етнос за периодот пред апостол Павле да ја посети Македонија. Република Македонија е оаза на цивилизацијата. Таа е оаза на културното наследство на Македонија. Многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки, етнолошки, духовно-христијански и мухамедански вредности на Република Македонија и даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност, кои со нивната зачуваност представуваат добро од највисоко национално значење. Минатото и сегашноста на Република Македонија, посебно нејзиниот духовен живот, е премалку за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на македонскиот етнос. За да се дознае делот вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во македонсково битисување, испреплетено за превезот на времето. На просторот на Република Македонија тлее духовен, материјален и културен комплекс од времиња, а од него се раѓа мистичен дух кој обседнува со својата акумулирана енергија на творечкото минато, кој најпрво внесува возбуда, потоа станува занес со неговата комплетна содржајност од творечки реликти на непрекинато милиенинско творештво, иако за жал многу импулси на минато културно создавање за секогаш се загубени, уништени од погрешно насочена акција, од погрешно употребена енергија и на крајот од погрешно искористените резултати на таквиот запад. Македонскиот дух 12.000 години зрачи на целиот негов простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдолците, крестонците, бисалките, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски, култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел од христијанската апостолска екумена, поточно речено од времето на апостол Павле. Почитувани мои, предлагам да ви ги пренесеме до сегашните како мои, така и на професорот Драгослав Миновски сознанија, посветени на верата, односно на духовниот живот на македонскиот народ, во првото продолжение на документарнава репортажа со работен наслов Православната екумена во Македонија, копајќи во архивите широко на Балканскиот полуостров во изминативе децении, за периодот за време на апостол Павле во продолжение на оваа репортажа. Апостол Павле во Македонија бил 4 пати. Своето прво патување на апостол Павле започнало во 51-та година од нашата ера,
а завршило во 54-та година. На тие негови патувања го придржувал апостол Лука. Низ Македонија проповедал и апостол Андреја, кој го поставил апостол Урбан за прв епископ во Македонија. Најголемите исторички извори за мисионерството на апостол Павле представуваат писмените споменици од третиот период од историјата на апостолскиот век, односно пишувањето на двете посланија на свети апостол Павле до Солуњаните и посланието до Филипијаните. Двете посланија до Солуњаните се најрано напишаните посланија на апостол Павле. Тие го сочинуваат едниот од најстарите делови на Новиот Завет. И двете посланија апостол Павле ги испратил од Коринт до Солунската црква за време на неговото второ патување. Во Филипи, според Новиот Завет, се случило и првото крштевање, и тоа на македонката Лидија. Така Лидија станала првата христијанка во Македонија и во Европа, која го примила христијанството од апостол Павле. На почетокот на 4 век македонскиот етнос имал организирана црква со црковна ерархија, чии епископи редовно учествувале на поместните и вселенските собори. Така, на вториот Вселенски собор учествувал Паригори, првиот скопски митрополит. Почитувани мои, предлагам да ви ги пренесеме до сегашните сознанија, како мои, така и на професорот Драгослав Миновски, посветени на верата, односно на духовниот живот на македонскиот етнос во првото продолжение на документарнава репортажа со работен наслов Православната екумена во Македонија, копајќи во архивите широко на Балканскиот полуостров во изминатите децении за периодот за време на Источното Римско царство во историографските записи познато како Византија во продолжение на оваа репортажа. Во Македонија христијанството, како впрочем и во целото тогашно Римско царство, почнало посебно да зема забав кога римскиот цар Константин Велики во 313 година го прекинал прогонството на христијаните и со указ им дал можност за христијаните слободно да ја исповедаат и да ја проповедаат својата вера. Во Македонија од тоа време се познати епископските седишта во Солун, Стоби, Скупи, Астибо и Хераклеја. Кон крајот на 5 век Солун станал седиште на архиепископија, а Скупи на митрополија. На почетокот од 6 век црквата во Македонија веќе била силно утврдена. Од страна на македонецот Петар Саватиев, кој во историографските записи како владетел на Византија е познат под името Јустинијан I, скупскиот митрополит Кателијан го прогласил за автокефален архиепископ, кој воедно е првиот архиепископ на архиепископијата Јустинијана Прима. Архиепископи на архиепископијата Јустинијана Прима во текот на 7 век биле архиепископот Бенетат, архиепископот Павле, архиепископот Јован I и Јован IX, кој учествувал на Трунскиот собир во Цариград. Црковната традиција на оба архиепископија се поврзува со Охридската архиепископија, затоа Охридските архиепископии од 12 век па се до 14 век ја носеле титулата архиепископи на Јустинијана Прима. Црковната традиција на архиепископијата Јустинијана Прима се поврзува со ново создадената држава на македонските словени во историографските записи позната под името Склавинија, каде што незините кнезови Хацон и Пребон од византискиот двор ја добиле својата независна власт врз државата. Склавинијата токму преку ова архиепископија, а подосна од страна на Византија, за владетел со оваа држава во историографските записи позната како Методиевото кнежество, Методој Солунски, а набргу нему му се приклучува неговиот брат Константин Филозоф,
кои ја превеле Библијата и другите црковни книжевни дела со старомакедонско глаголско црковно писмо, а црковните служби се одбивале на старомакедонски црковен книжевен јазик, кој бил разбирлив за македонскиот етнос. Мисионерската, учителска и просветителска дејност на Свети Кирил и Методий во Македонија, поточно речено во историографските записи, позната под името Берзитија, била наследена од страна на нивните ученици Климент Охридски и Наум Охридски, кои ја основале првата епископија во Охрид во областа Потничевица, Древницко-Величката епископија, чиј прв епископ е Климент Охридски, чија епархија ја сочинувале 12 околии, а старомакедонското глаголско писмо и старомакедонскиот книжевен црковен јазик е прогласен за службен јазик во Охридската епископија, врз чија основа почива најстарата средновековна македонска книжевна школа, во историографските записи позната како Охридска книжевна школа, а за тоа говорат глаголските ракописи, а Семановото Евангелие, Синајскиот псалтир, Синајскиот еугологий и ракописите со кирилско писмо, како што се Добромировото Евангелие, Битолскиот триот, Охридскиот апостол и Болонскиот псалтир. Словенските народи немале свој Цариград, каде што со векови било собирано царското богатство, ама ние сме го имале Охрид, каде што се развивало нашето писмено, црковно и културно богатство. Затоа, Охрид е нашиот словенски дворец, од каде што се развивал духовниот живот, а Свети Климент е првиот просветител што создал толку голем црковно-просветен центар во Македонија, што се рамнел со најголемите. Единствено, Свети Климент е наречен вториот апостол Павле, како што пишува во житието за него блажениот Теофилакт Охридски, бидејќи она што бил апостолот Павле за Македонија, 10 века потоа станал и Свети Климент Охридски. Библиска вистина е дека Бог го упатил Павле кон Европа, доаѓајќи најпрво во Македонија, како што бил повикан од човек македонец кој го молеше и велеше: премини во Македонија и помогни ни. Тие два свети лика се нашиот почеток и сигурен од посветол пат кон усовршување во доброто. Со апостол Павле започнуваат нашето охристовување и христијанизација, а со Свети Климента нашата евангелизација, оцрковување, просвета, книжевност, уметност, култура и се. Такви се Божјиот план и промисла. Во Македонија да дојде апостол Павле, па Свети Кирил, Свети Климентовиот универзитет е познат по тоа што во основа на сите научни дисциплини било Светото писмо, Библијата, христијанското учење и христијанската етика. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добро детелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на богољубие и братољубие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител,
Како што бил Христос за апостолите, така и Свети Климент бил пример за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во читието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Времето на Свети Климент се нарекува и златен век на нашата просвета, на нашата култура и нашата писменост. Го формирал Охридскиот универзитет за да можат младите да се стекнат со образование. Тоа е првиот словенски универзитет и прв универзитет во Европа, а биле изучувани сите тогашни науки. Се создала книжевност од ораторската проза и црковната поезија. Во Европа влегла новата писменост на новиот јазик на словените. Започнал нов период во историјата на целото средновековно христијанство. Охрид, Свети Климент и неговиот универзитет станале граница меѓу двете големи јазично-културни цивилизации – грчката и латинската, а се издигнала во Европа третата, словенската јазично-културна цивилизација. Црковно-духовниот живот кај македонскиот етнос продолжил за време на македонската Самуилова држава, која постоела од 969 до 1018 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самуил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самуил, кој со Македонија управувал од 979 до 1014 година, каде што Самуил Охридската архиепископија ја подига на ранг на патријаршија со патријархот Герман, која патријаршија постоела и за време на македонските цареви Иван Владислав и Гаврил Радомир, кои со Македонија владееле од 1014 до 1018 година, а византискиот цар Василий II во 1018 година не ја укинува, туку ја сведува на ранг на архиепископија со 31 епархија. Црковно-духовниот живот на македонскиот етнос продолжил и за време на македонската држава, предводена од Добромир Крст, кој со Македонија владеел од 1185 до 1195 година и за време на Севастократот Стрес, кој со Македонија управувал од 1207 до 1270 година. Црковно-духовниот живот на македонскиот етнос продолжил за време на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, како и за време на властелинот царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1340 до 1355 година, за време на македонските владетели кралот Димитрија Волкашин, деспотот Углеша и кралот Марко, кои со Македонија владееле од 1365 до 1395 година. Свети Климентовиот универзитет е познат по тоа што во основа на сите научни дисциплини било Светото писмо, Библијата, христијанското учење и христијанската етика. Библијата била во рацете на секој наставник и ученик основна книга и темел на се. Со богомудрието се градело човекомудрие. Се образовале достојни богослужители и народнослужители, книжевници, учители, лекари, апотекари, законотворци, правници, историчари, музичари, иконографи, фрескописци и сите учени луѓе. А тие правеле се
за да биде човекот човечен и устремен кон доброто и совршеното. Свети Климент ја пренесувал евангелската порака и верил дека не е доволно само да не правиме зло, туку треба да правиме и добро. Како што рекол Христос, прави го она што сакаш тебе да ти го прават другите. Ги учел на добро детелен живот и тоа го покажувал со личен пример. Поучувал не само со зборови, туку и со живот. Како што рекол Христос, поучете се од мене. Ги советувал на боголюбие и братолюбие, според Божјата заповед, сакај го ближниот како себе си. Учител, како што бил Христос за апостолите, така и Свети Климент бил пример за учениците. А во тоа е тајната на неговиот зачудувачки голем успех. Другарувал со нив, живеел со нив, со кротост и со љубов татковска се однесувал кон нив, а тие му возвраќале со послушание и синовска оддаденост, како што се вели во житието, го слушаа како татко. Свети Климент љубел со срце, не со уста. Неговото деноноќно присуство меѓу учениците и духовното влијание многу значело во нивното оформување како личности. Тие ги гледале големата трудолюбивост, неуморната молитвеност и строгиот подвижнички живот на својот ценет учител. И затоа запишале: ние никогаш не го видовме да е без работа. А и тој бил од истиот народ и го сакал и го знаел по душа, а ако бил некој дојденец, елин или латин, сириец или александриец, не ќе можел така да им се доближи, ниту пак тие ќе можеле да го сметаат за свој и толку близок. Целиот живот им го посветил на Бога и на народот. А секој народ има таков учител од Бога испратен за негово спасение. Нашиот најголем учител и духовен пастир е Свети Климент Охридски. Тој е Божји светител и народен просветител. Просветител со полно значење на зборот просвета. По 7-годишната учителска дејност, во 893 Господово лето, Свети Климент бил поставен за епископ Велички и станал прв словенски епископ во чија епископија се богослужело, се проповедало, се читало и се пишувало на старо македонски словенски јазик. Организирајќи ја својата епископија, станал организатор на црквата кај нас. Со наша народна иерархија, та во Охрид ги поставил темелите на подоцнежната Охридска архиепископија, од која произлезе Македонската православна црква, вистинската и доследна нејзина наследничка и продолжителка на Свети Климентовото дело. Свети Климент Охридски бил епископ со вера и со љубов кон Бога и кон луѓето, жртва на народот и со живот според Евангелието. Никогаш не понизил никого, епископувал апостолски. При тоа, неговата најблиска подкрепа бил Свети Наум Охридски, основоположникот на монаштвото во Македонија. И двајцата биле од Бога повикани и избрани од светот, за да се издигнат високо над светот. И секогаш први го правеле она што ќе побарале да го прават и другите, та сведочеле со својот личен пример. Го надживеале времето и се вградиле во вечноста и во светоста. Нам пак, на македонците, ни останува како достојни чеда Свети Климентови да бидеме вистински следбеници, да ги чуваме и негуваме со љубов и грижа придобивките од памтивек наши, и верата, и црквата, и народот,
и татковината, и јазикот и писмото, и просветата и книжевноста, и минатото и иднината. Црковно-духовниот живот на македонскиот етнос продолжил и за време на Отоманското царство, а за тоа говори записот во Отоманскиот пописен тапи Тефтер број 8 од 1396 година за време на владењето на Отоманскиот султан Бајазид, каде што Македонија била дел од румелискиот Беглер Бекус. Записите во Отоманскиот дефтер од 1443 година, во пописните дефтери од 1520 и 1560 година за време на султан Сулеман Величествениот, во Отоманските пописни дефтери од 1565 година, 1570 година, 1582 година и во Отоманскиот пописен дефтер од 1610 година. Црковно-духовниот живот на македонскиот етнос продолжил и по укинувањето на Охридската архиепископија, чие незино 800 годишно постоење било укинато со ирадето издадено од Отоманскиот султан Мустафа III во 1767 година, чии незини епархии биле вклучени кон Цариградската патриаршија, се со цел да се уништи не само македонскиот духовен и црковен живот, туку и македонскиот етнос, кој непрекинато се одвивал 181 година, поточно речено од 1767 па се до 1944 година. Црковно-духовниот живот на македонскиот етнос продолжил и за време на бугарската екзархија, чии поголем дел од епархиите на укинатата Охридска архиепископија, а под юрисдикција на Цариградската патриаршија со султановиот Ферман од 1872 година биле доделени на екзархијата, се со цел да се уништи не само македонскиот духовен и црковен живот, туку и македонскиот етнос, кој со мали прекини се одвивал 74 години, поточно речено од 1872 до 1944 година. Црковно-духовниот живот на македонскиот етнос продолжил и за време на Обединетата православна црква на србите, хрватите и словенците, чии поголем дел од епархиите на укинатата Охридска архиепископија, а под юрисдикција на Цариградската патриаршија, кои во 1918 година биле откупени со пари, се со цел да се уништи не само македонскиот духовен и црковен живот, туку и македонскиот етнос, кој со мали прекини се одвивал 74 години, поточно речено од 1872 до 1944 година. Црковно-духовниот живот на македонскиот народ продолжил и за време на мисионерската мисија во Македонија од страна на протестантската црква во 1831 година, чие влијание било поголемо во Источна Македонија, во Разлошко, Неврокопско и по долините на реките Струма и Струмешница за време на унијаството со иста цел како и претходно наведените верски конфесии. Во времето на Втората светска војна, македонскиот народ зазема активно учество со цел за да се здобие со национална слобода, државност и црковно осамостојување. Првиот официјален акт во врска со регулирањето на македонското црковно прашање бил донесен на 15 септември 1943 година од страна на туку-што формираното верско поверенство при главниот штаб на македонската војска. Веднаш по формирањето на верското поверенство на ослободената територија Славна Дебарца во селото Издеглавје бил одржан првиот свештенички собор на кој биле донесени едногласни решенија од првостепено значење за натамошната иднина на црковното управување во Македонија.
Тогаш македонското свештенство одбило да ја признае јурисдикцијата на која и да е туѓичка црква, барајќи во слободна Македонија да се обнови Охридската архиепископија и црковниот живот на слободниот македонски народ да биде раководен од Македонската православна црква. Подоцна во селото Горно Врановци уште за време на војната бил формиран иницијативен одбор за постојано организирање на Македонската православна црква. По завршувањето на војната, тој иницијативен одбор го презел црковното раководење и ги спровел подготовките за одржување на првиот македонски црковно-народен собор. Првиот македонски црковно-народен собор се одржал во Скопје на 4-5 мај 1945 година. На овој собор зеле учество повеќе од 300 делегати, свештеници и мирјани. Како главна цел на соборот била да се обнови Охридската архиепископија како македонска самостојна православна црква, која нема да биде подчинета на било која и да било помесна православна црква со своја народна хиерархија и народно свештенство. Српската православна црква во месец септември истата година на заседанието на својот архиерейски синод се изјаснила дека не може да ја признае самостојноста и независноста на Македонската православна црква, тврдејќи дека таа се уште има јурисдикција на епархиите во Македонија. Таа го повикала православниот македонски народ да се врати на состојбата меѓу двете светски војни. Трпејќи големи притисоци поврзани со обновата на Охридската архиепископија и конечното организационо обновување на Македонската православна црква од страна на раководството на Српската православна црква, иницијативниот одбор за организирање на Македонската православна црква на 23 јули 1958 година, заедно со целокупното свештенство донел одлука за свикување на вториот македонски црковно-народен собор. Соборот бил одржан во Охрид во црквата Света Софија. Таму повторно била донесена одлуката за обновување на Охридската архиепископија. Веднаш потоа бил избран митрополитот Доситеј за поглавар на Македонската православна црква, кој добил титула Охридски архиепископ. Одлуката за самостојност на Македонската православна црква била потврдена преку отслужувањето на заедничка архиерейска литургија со српскиот патријарх Герман на 19 јули 1959 година во црквата Свети Мина во Скопје и истовремено е извршена и хиротонија на преспанско-митолскиот владика Климен. Со тоа Светиот архиерейски синод на Српската православна црква дал самостојност на Македонската православна црква со тоа што таа и понатомо станува во канонско единство со Српската православна црква преку нејзиниот патријарх. По неколку дена во црквата Свети Никола во Штип е хиротонисан за владика на Злетовско-Струмичката епархија господин Наум, со што е конституиран синодот на Македонската православна црква според уставот на Македонската православна црква, како и другите административни органи тела во архиепископијата и во епархиите. Во мај 1962 година, во придружба на патријархот Герман со неколку епископи од Српската православна црква во посета на Македонската православна црква доаѓа патријархот Московски Алексеј, придржуван од митрополитот Никодим, епископот Пимен и повеќе високо достоинственици на Руската православна црква. На празникот на Свети Кирил и Методиј во црквата Света Богородица Каменска во Охрид беше одржана и архиерейска литургија, на која што зеле учество патријархот Московски Алексеј, патријархот Српски Герман и архиепископот Охридски и митрополитот македонски Доситеј. Ова било прво сослужување на поглаварот на Македонската православна црква со поглавари од други автокефални цркви.
Во 1966 година односите со Српската православна црква повторно се влошуваат. Понова настанатите недоразбирање и судири, Светиот синод на Македонската православна црква на 17 јули 1967 година во Охрид го свикува третиот црковно-народен собор и на свечената седница во Охридската црква Свети Климент ја прогласува Македонската православна црква за автокефална. Чинот на прогласувањето на автокефалноста на Македонската православна црква е извршен на Светата архиерейска литургија, отслужена во црквата Света Богородица Перивлепта, дотогаш позната како Свети Климент, на 19 јули 1967 година од Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква, точно 200 години по несиното укинување од страна на Отоманската империја. На 9 мај 2022 година Вселенската патријаршија донесе одлука за признавање на црковната иерархија на Охридската архиепископија, предводена од архиепископот Стефан, за канонска и валидна во сеправославниот свет. На 24 мај 2022 година Синодот на Српската православна црква го благослови и одобри томосот потпишан од патријархот на Српската православна црква господин Порфирий и ја призна автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија, кој во Скопје на 4 јуни 2022 година патријархот на Српската православна црква господин Порфирий му го врачи на господин Стефан, архиепископ Охридски и Македонски на Охридската архиепископија и на Јустинијана Прима, а на 25 август 2022 година автокефалноста на Македонската православна црква ја призна и Руската православна црква. Почитувани мои, православниот духовен црковен живот е нераскинлив дел на парчево земја која со милениуми се нарекува Македонија и народот кој во неја живее со векови македонски, затоа што каде и да чепнете, каде и да копнете, секоја педа земја, секој камен е историја и само историја, која за век и веков ќе остане во колективната меморија на македонецот, кој нема да дозволи да биде покриена од правда на заборавот. Историјата на македонскиот народ е една вековна борба за слобода и самостојност. Ние ќе се чувствуваме како македонци се дотогаш додека се сеќаваме на сите наши вредности, на сите наши обичаи, навики, на благослови и на заветите што ги дадено пред нашите предци. Историјата на македонскиот народ е еден бисер исполнет со херојства и со борбен дух. Во душата на секој македонец живеат бесмртните македонски херои кои што ги дадоа своите животи за слободата на Македонија како пример за врвно херојство. Овие луѓе живеат и во македонската историја, односно поточно би рекол запишани се во македонската историја, меѓутоа и во колективната меморија на македонскиот народ. Само народ кој што е упорен и кој што е полн со борбен дух и кој што дал толку многу апостоли слободата како што е македонскиот, никогаш не умира. Почитувани мои, вториот дел од документарната репортажа Христијанството и мукамеданството во Македонија, посветен на верата, поточно речено на духовниот живот на македонскиот етнос, со работен наслов Мукамеданството во Македонија, ќе го проследите во наредната репортажа.